почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Заев, почитуван господин Кунио Микурија, генерален секретар на Светската царинска организација, почитувана госпоѓо Ана Чо, генерален директор на Корејскиот институт за царински и гранички контроли, почитувани представници на владата, представници на дипломатскиот кор, академската заедница, деловниот свет, почитувани колеги, гости, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Представува особена чест и задоволство што денес заедно со председателот на владата на Северна Македонија и генералниот секретар на Светската царинска организација присуствуваме на отварањето на 14-та ПИКАР конференција. Ова представува големо признание за царинската управа и за напорите што ги вложивме во процесот на реформа и модернизирање на царинското работење. На почетокот, позволете ми да кажам неколку реченици за Светската царинска организација. Светската царинска организација е основана во 1952 година како Совет за царинска соработка и е независно меѓувладина организација чија мисија е да се подобри ефикасноста на царинските администрации во светот. Денес во СЦЛ учествуваат 183 царински администрации од целиот свет, кои заедно учествуваат со приближно 98% од светската трговија. Како глобален центар за царинска експертиза, СЦЛ е единствената меѓународна организација со надлежност во однос на царинските работи, што право може да се нарече глас на меѓународната царинска заедница. Република Северна Македонија е членка на Светската царинска организација од 1994 година и активно учествува во работата на многу тела и комитети на организацијата. За пошироката јавност, може би малку познато, но најголем дел од постапките во царинското работење, со кои се соочуваме секојдневно, се донесени од страна на оваа значајна народна организација. Тука пред се треба да се споменат Конвенцијата за хармонизиран систем како основа за изработка на царинските постапки, ревидираната Кјото конвенција за поедноставување и хармонизирање на царинските постапки како основа за модернизирање на постапките за увоз и извоз на стоки и основа за царинското законодавство. Треба да се споменат и многу други, како Истанбулската конвенција за привремен увоз и низа други инструменти и алатки за царинското работење. Без овие инструменти и алатки, денешното царинско работење би било незамисливо и значително отежнато. И ние сме горди што Светската царинска организација представува форум за размена на искуства и создавање на нови алатки и инструменти за регулирање на царинското работење. Царинската управа на Република Северна Македонија во соработка со економскиот факултет Скопје при УКИМ е домаќин на регионалниот тренинг центар на Светската царинска организација. Во изминативе 12 години во регионалниот тренинг центар се одржани стотина обуки на царински службеници од земјава и ЦЕФТА регионот, како и представници на приватниот сектор. Што представува ПИКАР? ПИКАР представува партнерство во царински истражувања и развој, што на едно место ги обединува царинските администрации и универзитети од целиот свет. Барањата за глобализација и модернизација бараат поголемо разбирање на политичкото, економското и трговското окружување во кое се очекува да работи царината. За да се задоволат барањата на модерното време, неопходно е да се развијат и применат нови техники и технологии за управување. Затоа, за царинската управа е потребно посебен збир на знаења, вештини и однесувања, што може да се спорачаат само преку попрофесионален пристап кон развојот и управувањето со процеси. Од своето основање досега се одржани 13 ПИКАР конференции во различни делови на светот, каде на учесниците им била дадена можност да комуницираат со своите владини, трговски и академски колеги од целиот свет. Традиционално, за да се обележи Меѓународниот ден на царината секоја година, секретаријатот на СЦЛ посветува тема што е релевантна за предизвиците со кои се соочува глобалната царинска заедница.
Слоганот избран за 2019 година е паметни граници за непречена трговија, патување и транспорт. Во време кога се очекува експоненцијално да се зголеми бројот на патници и обемот на товар на граничните премини, а технологијата го трансформира економското окружување каде действува царината, земјите членки на СЦО треба да обезбедат како можат најдобро, брзо и непречено прекугранично движење на стоките, луѓе и транспортни средства. Горд сум што на годинешнава конференција што ја организираме заедно со Економскиот факултет при УКИМ има присуство на околу 200 представници од околу 60 земји од светот, представници на царинските управи, Светската банка, Европската комисија, академската заедница, тинк-тенкови и на приватниот сектор. Среќен сум што на конференцијата ќе бидат презентирани многу квалитетни трудови и презентации во повеќе области, како што се е-трговијата, науката за податоци, аналитика на податоци и големи податоци, координирано гранично управување, предоминантност на протекционизмот и координирано гранично управување. Годинашново лого на пикат конференцијата го представува ликот на големата мајка теракотна фигура од неолитско време, откриена во близината на Скопје. Символиката на мајката, заштитничка, е преточена во улогата на царината како заштитник на општеството од сите опасности што демнат со прекуграничното движење на стоки и патници. Дами и господа, на крајот дозволете ми накратко да кажам неколку збора за постигнувањата на царинската управа во изминатиот период. Во последниве 3 години успеавме да финализираме неколку крупни проекти од различни области, што доведоа до напредок и модернизација. Резултатите кои ги постигнавме се показател дека со голем ентузијазам, посветеност и доверба во сопствените капацитети се постигнуваат зацртаните цели и поставените приоритети. Како најзначаен резултат на досегашното работење би ја истакнал дигитализацијата со која создадовме услови за бескартиено царинско работење. Тоа најмногу се должи на воведувањето на новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи, што почна да се применува од 1.6. оваа година. Со овој систем се замени стариот систем Асикуда со нов систем базиран на дата стандардите на Светската царинска организација. Овој систем, кој е револуционерен во досегашното царинско работење, треба да придонесе за намалување на трошоците на трговските трансакции, олесното спроведување на договорите за слободна трговија, подобро управување и контрола. Го воведовме концептот на областен економски оператор, кој концепт е резултат на измената на царинското законодавство, со што се обезбедува законска основа за меѓународно прифаќање и признавање на областен економски оператор, најпрво на регионално ниво, а во земјите на ЦЕФТА регионот, а подоцна и пошироко во Европска унија и во светот. До сега, околу 40% од севкупното царинско работење е опфатено со компании што имаат одобрение за областен економски оператор. Неодамна на граничниот премин Табановце, Прешево со Србија го воведовме концептот на заеднички граничен премин One Stop Shop. Со воведувањето на ваквиот концепт очекуваме да се овозможи повисок степен на хармонизација на граничните контроли, да се зајакне соработката помеѓу надлежните органи на соседните земји, да се зголеми ефикасноста во делот на спречување на прекуграничните нелегални активности и значително да се намали времето и трошоците за спроведување на граничните формалности. Ваквиот начин на работа треба наскоро да биде воведен со Албанија на граничниот премин Ќапаска. Согласно потребите на бизнис заедницата, како и продолжување на усовршување на капацитетите на царинската управа, започнавме со нов проект за воведување на едношалтерски систем. Проектот е финансиран со средства на Светска банка со времетраење од 2 години. Со имплементација на новиот едношалтерски систем очекуваме да се развие и имплементира комплетен национален Single Window систем во кој ќе бидат задоволени потребите и барањата на царинската управа, органите надлежни за прекуграничен проток на стоки и бизнис заедницата.
При развојот на националниот Single Window систем очекуваме соодветно да се интегрираат и планираните процеси за регионална размена на прекограничните документи и податоци кои ги издаваат надлежните органи за прекограничниот проток на стоки. Компетентноста и конкурентноста на царинските службеници и на сите учесници во царинската постапка е клучно прашање за 21. век, што треба постојано и систематски да биде развивано, а нивните резултати да бидат постојано оценувани од страна на трговската заедница. Царинската управа, заедно со Министерството за финанси и владата на Република Северна Македонија и понатаму остануваат целосно посветени на прифаќање и примена на инструментите на Светската царинска организација во насока на создавање на подобри услови за царинско работење и прекогранична трговија. Почитуван генерален секретар на Светската царинска организација, почитувани представници на царината на Кореја, дозволете ми уште еднаш да ја искажам нашата благодарност за финансиската поддршка за организација на оваа конференција и за севкупната поддршка на царинската управа. Благодарност до сите учесници од целиот свет за вашето присуство на оваа конференција. Ви посакувам пријатен престој во нашата држава, Република Северна Македонија, да ги почувствувате убавините на земјата, на храната, на виното, на топлината и гостопримството на нашите луѓе. И благодарам.